За година и пол завршени патните правци Страсин Крива Паланка, Градско Дреново, Дреново Фариш, одблокирана изградбата на автопатот Кичево Охрид и пуштени во употреба 34 километри, работа на повеќе обиколници и забрзани градежни активности на терен на над 1200 локации. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски информира дека интензивно се гради на автопатските делници Тетово Гостивар и Гостивар Букојчани, кој според него е еден од најтешките инженерски потфати. Автопатот пак од Букојчани до Кичево треба да почне да се гради во март наредната година. Во следниот период ќе има евалуација на понудите, пошто ќе се избере изведувач кој ќе работи на овој патен правец. Прв пат ќе видиме Македонија автопат да се гради од две страни да се спои практично на средина. И на ова имаме уште една работа, а тоа е дека заврши јавниот повик, кој што го работиме заедно со Европската банка за обнова и развој за автопатот од Букојчани до Кичево. Има 3 понуди, тие ќе се евалуираат и после тоа ќе се избере најдобрата понуда. Опозицијата не ја гледа градежната експанзија на власта. Лидерот на СДСМ Венко Филипче критикува дека катастрофална била реализацијата на капиталните инвестиции. Тој вели дека заклучно со септември биле реализирани едва 44% од планираното. Тој алармира дека сите економски показатели биле лоши: висок јавен долг, слаба наплата на приходи и план за рекордно задолжување со евроврзница. Ова ќе биде уште една изгубена година за капитални проекти. Проекциите покажуваат дека до крајот на годината ќе имаме некаде околу 55% реализација на капиталните инвестиции. Ова до сега не било. Тоа значи дека пари што треба да отварат работни места, да донесат развој, едноставно ќе останат неискористени. Инаку меѓународните финансиски институции проектираат солидни стапки на економски раст. Откако Светска банка излезе со проекција за зголемување на бруто домашниот производ од 3,1%, Меѓународниот монетарен фонд во последниот извештај наведува дека македонската економија годинава ќе порасне за 3,4%, а следната за 3,2%. Фондот смета дека годината ќе заврши со инфлација од 3,9%, додека следната година таа треба да се спушти до нивото од 3%.